Откако реализираа граѓански проектен форум, Струмичани оваа недела преку буџетски треба да одлучат кои проекти се приоритетни на општината за реализација следната година. Беа презентирани дел од програмите и проектите што локалната самоуправа планира да ги реализира во 2016-та. На овој начин се подигнува степенот на транспарентност, вели Борис Шарковски од Фондацијата за локална демократија од Штип, која заедно со Центарот на заедницата од Струмица го реализира овој форум за партиципативно учество на граѓаните во креирањето одредени локални политики. Овој форум е конципиран така што после презентацијата може да предлагаат проекти од сите програми. Значи се што граѓаните сметаат дека им е приоритетно, а општината веќе не го предложила во предлог буџетот, тие можат да го предлагаат. Нормално не може се да влезе, овој форум не е список на желби, но за секи има аргументи дали влегло, зошто не влегло и колку пари тоа чини, и граѓаните ќе можат во текот на следната година да следат колку нивните приоритети се имплементираат. Една од причините зошто се организира форум, ваков буџетски форум во општина Струмица е тоа што Струмичани веќе навикнаа да учествуваат во донесувањето на воопшто на одлуките на општинско ниво, и ова го правиме во соработка со општина Струмица и со Центарот на заедницата, затоа што веќе 5-6 години наназад вакви форуми слични или исти како ови се реализираат во општина Струмица. Повторно ќе го направиме тоа. Овој пат низ 2 сесии. На првата граѓаните ќе слушнат до каде е реализацијата на буџетот за оваа година и што се плановите за следната, но она што е побитно ќе предлагаат своји идеи, своји проекти, приоритети за 2016-та. Луѓето од општината се овде, ќе им кажат што ќе биде имплементирано, што ќе се реализира, што ќе влезе во буџетот, што нема, но во секој случај интерес секогаш имало. Оваа сесија веќе покажува дека интересот Струмичани за партиципација има. Пред 2 недели Струмичани донесоа одлука како да се потрошат $45.000 обезбедени од општината и Фондацијата Отворено општество. Како приоритетен го изгласаа проектот за поддршка на стартап бизниси за млади од програмата што Советот во септември ја усвои на својата редовна седница.